Добар ден, драги ученици, добре дојдовте на часот по македонски јазик, на кој што ќе се запознаеме со дневник. Дневник. Лектирата Дневник на Ана Франк. Се сеќавате ли на неа? Може би сте ја работеле во прво полугодие, може би моментално ја читате, може би сте ја читале како слободна литература, но да видиме која е Ана Франк и зошто е толку важен нејзиниот дневник. Ана Франк е еврејско девојче кое што живее во скривалиште во Холандија, бегајќи од германците. На нејзиниот роден ден таа добива тетрадка во која што ќе почне да води свој дневник. Што е тоа дневник? Во таа тетрадка таа ќе си ги запишува сите настани кои што се случуваат додека е во скривалиштето и потоа во концентрацијниот логор. Ученици, значи, таа на својот дневник му дава име Кити. Му се обраќа со Кити. И кои други надворешни белези ги забележуваме во таа дело? Значи, забележуваме дека имаме временска рамка. Напишано е, значи, ден, месец, година. Кога се случуваат настаните? По хронолошки ред. Да видиме дали е навистина тоа така. И почнеме со Плоча на животот Ташко Георгиевски. Еве ни го, 29.8.1955 година Скопје. Прво од насловот што забележувате? Име на текстот, авторот. Потоа, што имаме? 29.8.1955 година Скопје. Временска рамка. Ајде да видиме што напишал авторот во овој извадок. Напишав расказ на речниот брег. Го однесов во разглед. Денеска појдов кај Солев. Тој топло ме прими и ме понуди да седнам. Ми рече дека го прочитал расказот и дека тој би го пуштил ако се согласи редакцијата. Ми обрна внимание за поголема јасност во ситуацијата, макар и со некои повторувања. Рече дека ова не се однесува на овој расказ. Тука се е јасно. Тоа е една психолошка ситуација и многу добро е дадена. Вистина ли е тоа? Што бара татко му во Русија? По ликвидацијата на револуцијата во Грција, партизаните насекаде се распрснаа. Татко му го однесе таму. Ах, да, убаво, убаво. Го зеде расказот, почна да го превртува. Убаво е ова со сликата на крајот. Сликата, мотив од Вардар, свиокот каде ни се удави другарот, масло на шперплоча. Подоцна, кога Трендафил се врати со семејството, не го прашав што направил со сликата. Никогаш повеќе не ја видов. Некаде во мојата документација постои фотографија од сликата. Средбата со Солев остана во мене. Тој се интересираше за мојот живот. Првпат некој ме прашуваше од каде сум, што учам, како живеам, што ќе студирам. Беше изненаден кога му реков дека ќе одам на ликовна академија и ме посоветува никогаш да не го оставам пишувањето. Тие денови требало да замине во војска. Ташко Георгиевски. Ајде малку да поразговараме за текстот. Зашто пишува авторот во овој текст? Авторот во овој текст опишува настан од својот живот. Опишува случка кога имал контакт со Солев. Првиот контакт со пишаниот збор. Значи, свој личен настан кога првпат имал контакт со пишаниот збор. Во кое лице е напишан? Штом авторот пишува за своите доживувања, ќе биде напишан во прво лице. Што друго забележуваме? Забележуваме временска рамка. Во овој случај 29.8. и така натаму. Значи, временска рамка. Значи, ученици, ајде да видиме што е дневник. Забележуваме дека имавме ден, месец, година. И имаме дневник е литературно-научен вид во кој точно и вистинито се забележуваат
по хронолошки ред, денот, месецот и годината на најважните настани, што му се случуваат на авторот. Тој ги предава своите чувства и мисли во врска со настанот или појавите во животот и природата. Дневникот е и литературен и научен вид на творба. Ќе видиме малку подоцна зошто е и литературен и научен. Но уште еднаш, дневникот е литературно-научен вид во кој точно и вистинито се забележуваат по хронолошки ред денот, месецот и годината на најважните настани што му се случуваат на авторот. Тој ги предава своите чувства и мисли во врска со настанот или појавите во животот и природата. Значи, спомнавме Плоча на животот, Ташко Георгиевски дневник. Спомнавме дневникот на Ана Франка колектира. Да ве подсетам ли, ученици, или вие сами ќе се сетите, кои лектири ги работевме во 6-7 оделение, каде што ни се спомнуваше дневник? Дали ќе се сетите? Тука ви е втората смена. Значи, Николче и неговиот прв самостоен одмор. Дали тој своите доживувања ги представува во вид на дневник? Значи, секој ден го забележува. Понеделник, втор ден и така натаму. Значи, забележува. Девојките на Марко, имаше ли таму? Девојките на Марко, ај сетете се. Потоа, во 6 оделение. Дали имаше дневник во Робинзон Крузо? Еден вид на дневник. Има, авторот си забележува и таму деновите си ги забележуваше. Во еден дел, додека е на пустиот остров. Значи, литературно-научен вид во кој точно и вистинито се забележуваат по хронолошки ред денот, месецот и годината на најважните настани што му се случуваат на авторот. Секој од нас може да си води дневник. Секој. Но еве, например, во случајов на Ана Франк. Станал роман. Авторот, втората смена, е напишал во вид на роман, романизиран. Има и фиктивни елементи. Не е се вистина, например, во втората смена. Не е вистина, тоа е фикција, измислено. Во Робинзон Крусо, фикција, измислено, додека во Ана Франк имаме реални, општествени ситуации, настани од историјата. Затоа ќе кажеме дека дневникот е и литературен и научен вид. Значи, зошто? Во дневникот авторот ги опишува историските и општествени услови во кои што живее. Од тука, читателот учи за историјата и општествените услови во тоа време. Затоа е научен, како што е дневникот на Ана Франк, како што е Плоча на животот, зборува за војната со Грција, за револуцијата, за партизаните. Значи, имаме научен, ама може да биде и романизиран. Дневникот исто така може да се напише во форма на роман, да биде романизиран, како што и дневник на Ана Франк. И затоа е литературен. Например, дневник на Ана Франк може да биде во форма на роман. Го спомнавме и општествено и литературно. Но, литературно, втората смена, Робинзон Крусо. Сега, ајде да видиме изводок од дневникот на Ана Франк. Може би ќе се сетите на овој дел, тие што сте ја прочитали или тие што ја читате. Вторник, 11 април 1944 година. Драга Кити, кој ова ни го наметна? Кој ги направи евреите поинакви од другите луѓе? Кој дозволи толку да поднесуваме досега? Ако ги поднесеме сите овие страдања, и ако уште останат евреи, кога ќе биде готово, тогаш евреите, место да бидат осудувани, ќе бидат покажувани за пример. Кој знае, може би и нашата религија, од која светот и сите народи учат добро, е причина, единствената причина, што сега мораме да страдаме само холанѓани, или само англичани, или представници на која и да било земја. Секогаш ќе останеме евреи, но ние тоа и го сакаме. Ако Господ ми дозволи да живеам, ќе постигнам повеќе отколку што мама сторила некогаш. Нема да останам беззначајна. Ќе работам за општо добро и за човештвото. Свесна сум дека на прво место
и секогаш ќе ми биде потребна храброст и ведрина. Твојата Ана. Кажавме дека таа си го крстила дневникот Кити, па и се обраќа со драга Кити, па имаме вторник, 11. април 1944 година. Значи, Ана опишува настани од својот живот и ги искажува своите ставови за ситуацијата со евреите. Напишано е во прво лице, има временска рамка на настаните. Вторник, 11. април 1944 година. Дневник. Кои се најпознати дневници во македонската и светската литература? Во светската литература секако најпознат е дневникот на Ана Франк. И во него Ана ја опишува ситуацијата со евреите за време на Втората светска војна и Холокаустот. Значи во светската литература на Ана Франк, додека во македонската литература најпознати автори на дневници се Блаже Конески со дневник по многу години, Ташко Георгиевски со плоча на животот, Стале Поповски Цаци со недовршен дневник на еден ученик и други. Значи, дневник по многу години Блаже Конески, плоча на животот Ташко Георгиевски, недовршен дневник на еден ученик Стале Поповски Цаци и други. Сега, ученици, ве оставам во пријатно расположение и сакам да почнете вие да си водите свој дневник, ба можете за време од една недела да го правите тоа. Да почнете да си водите свој дневник.